Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во ова видео темата ќе биде улогата на семејството во градењето на самодовербата кај поединецот и се надевам дека сите ние сме свесни колку е голема улогата на семејството пред се на родителите во најраната возраст на децата. Меѓутоа, сепак сметам дека е добро да се потсетиме и можеби ќе најдеме нешто на што не сме обрнале внимание. Можеби ќе чуеме и нешто што не сме чуле, и нешто што сме заборавиле, или нешто на што не сме обрнале внимание, независно дали сме во улога на родители или некој друг член на семејството. Самодовербата се гради уште од најмали нозе, со тоа што ќе бидеме поддржувачки со своите деца за сите нивни мали успеси кои ги прават, и тоа најчесто и е така. Родителите ги поддржуваат и се радуваат на сите први чекори на детето, на сите први обиди, на се што прават. И детето е обкружено со внимание, ја гледа радоста на лицето на членовите на своето семејство. И нормално овде зборувам за семејства кои што се класифицираат како здрави, неконфликтни, социјално стабилни. Таквата поддршка, бодрењето му помага на детето да го осознава светот околу себе, но и да зајакнува и да ги проширува и збогатува своите вештини и способности. Се разбира дека е многу битно и учителите, воспитувачите, наставниците да им помагаат и да ги поддржуваат во постигнувањето на поголеми успеси. Би било убаво да е секогаш така, меѓутоа ние знаеме дека не е. Се соочуваме со најразлични примери, имаме најразлични искуства и лично, и како деца, и како родители. И тоа е дел од животот, бидејќи нели секаде не има секакви. Сите понекогаш грешиме, понекогаш со најдобри намери, понекогаш од незнање. Не е целта овде да судиме, току да ги освестиме тие наши грешки и слабости и да направиме се што знаеме и умееме, се што можеме, за да ги подобриме сите овие меѓусебни односи, затоа што сите се подеднакво битни во развојот на самодовербата и во поддршката на секоја поединка на секојдневно ниво. Примарната функција задржуваат родителите и семејството дури и тогаш кога детето излегува надвор од домот, кога почнува да оди во градинка, во училиште, тогаш кога не достига поддршката од надворешната средина, пак родителот и семејството се тие кои треба да ја преземат целосно улогата на некои кои што ќе помагаат, поддржуваат, ќе му помогнат на детето да се носи со сите конфликти и недоразбирања кои што ќе ги има во така наречениот надворешен свет и ќе бараат со него заедно начини да може полесно да се социјализира, да се носи со негативните критики и истовремено да ги совладува потешкотиите кои што ќе му се појавуваат во процесот на растење и да ги совладува своите задачи, затоа што тоа е многу битно за јакнење на самодовербата. Многу е битно детето или младиот човек да се чувствува успешен во тоа што го прави. Семејството ќе ги поддржува успесите на детето, независно дали тие се во рамките на очекувањата, потребите и желбите на родителите. Ако ние имаме како родители преголеми очекувања од нашите деца, што нормално не е лесно да се соочиме со вештините, капацитетите и можностите на нашите деца, или пак им ги наметнуваме нашите очекувања да бидат како нас, или како постарото братче, или како братучетот, или како децата на соседите, тогаш ќе направиме само конфликти во главата на децата. Верувам дека тоа е со најдобри намери и дека родителите прават што знаат и што умеат. Сепак би било најдобро детето да се поддржува и да му се помага да ја јакне својата самодоверба на тој начин што ќе се истакнуваат, поддржуваат и пофалат кога треба работите кои што детето ги прави, како што реков, во рамките на своите можности и капацитети, а не во споредба со другите и не во споредба со нашите очекувања. Што значи секој успех е успех и секој успех му припаѓа и на детето, независно колку и ние да сме се вложувале во тоа. И нашето вреднување на неговите мали успеси, на малите чекори кои ги прави, на желбата или напорот нешто да направи подобро е многу битно за неговата самодоверба. Исто како што во рамките на
адолесценцијата, е многу битно да ги поддржиме сите промени и да можеме да најдеме начин да разговараме за се она што му се случува на детето, дури тогаш кога не ни е јасно, кога може би ни е пребрзо, кога ќе се најдеме изненадени, неподготвени, а дури препорачливо е да му се каже на детето дека понекогаш едноставно не сме очекувале, не знаеме што да направиме, немаме одговор на некои прашања, не сме подготвени, тешко ни е да се соочиме, односно да зборуваме пред се за тоа како ние се чувствуваме, кои се нашите можности и способности, па дури и очекувања, ако имаме потреба, наместо да ги критикуваме активностите, успесите и се она што прави нашето дете. Се разбира дека не треба се да се базира само на пофалби, величање, поддршка и така натаму, туку дека треба да се има и некој рационален пристап, барем според мене, односно дека треба да се укажува на детето и на грешките, меѓутоа со свесност дека сите грешиме, со свесност дека од грешките се учи, со цел идеја да се подобрат тие грешки, следниот пат да биде подобро, со доверба дека тоа ќе биде така и колку е можно помалку негативна критика, затоа што не знаеме секогаш како нашите критики ќе влијаат врз нашите деца, па може да предизвикаат многу често и отпори. И сето ова што го зборувам се однесува и за родителите, и за наставниците, кои понекогаш поради своите очекувања од децата, гледајќи ги нивните потенцијали и од аспект на тоа дека се свесни колку тие деца може да бидат незадоволни од онаа што конкретно децата го нудат. Меѓутоа, ако децата во одреден период, фаза, нудат толку колку што нудат, постои голема веројатност да можат толку да понудат. Тоа да е максимумот што од известни причини, дали се тоа емоционални проблеми, дали се тоа семејни проблеми, дали е тоа збунетост на неснаоѓањето во новата средина, некакви конфликти во детето или со другарчињата или некои работи кои што му се случуваат или ги гледа или ги осознава, меѓутоа се плаши да ги разговара, да ги сподели со повозрасните. Сето тоа може да предизвика кај детето несигурност, затворање, помала самодоверба, исто како што и споредувањето на децата меѓу себе и навредите кои што ги добиваат од другарчињата во училиштето, кои не се секогаш со лоша намера, кои понекогаш ги сваќаат младите како шега, може кај некои деца да предизвикаат емоционални повреди. Ова е многу сложена тема, бара долгогодишна работа, трпение, соработка меѓу сите вклучени фактори. Меѓутоа, семејството треба да биде најдоминантно, односно да се создава таа атмосфера на меѓусебна доверба, поддршка, разбирање, да се научи детето најмали нозе да разговара отворено, да има доверба во своите родители, да се учи да ги артикулира своите емоции, да се зборува за тоа како се чувствува, да се зборува за грешките, слабостите и неговите неуспеси како дел од процесот на созревање и учење, да му се дозволи на детето да греши, да не биде секогаш најдобро, да не биде секогаш најуспешно, што и да значи тоа. Меѓутоа, дури кога се имаат некакви очекувања, треба јасно да им се кажат и на младите, особено на помалите, нашите очекувања и да се чуе нивното мислење, затоа што на тој начин и ние како родители и како возрастни ќе се направиме една проверка и ќе добиеме повеќе информации дали може би ние премногу очекуваме, дали може би ние на тој начин исполнуваме некои своји неуспеси, некои своји слабости и на крајот на криштата дали потребите и желбите на децата и на младите се слични со нашите потреби и желби, па можеме некако да најдеме заеднички јазик, или пак тие се сосем различни, сосем поинакви, а ние едноставно не им даваме да дојдат до израз,
затоа што постојано им ги наметнуваме нашите желби, нашите потреби, нашите планови за нивната иднина, нашите очекувања и нашите дефиниции, што значи тоа успех, што значи тоа добро, што значи самодоверба и сигурност во себе. Понекогаш можеме да предизвикаме само притисок кај децата и кај младите, а тој притисок да вроди со отпор и децата да бидат конфликти постојано во отпор или пак да се затвораат и оддалечуваат од нас, што значи не сме направиле ништо. Во сето ова се разбира е најбитна комуникацијата, нашата желба и способност да ги разбереме децата и младите, да ги поддржиме, да ги прифатиме нивните грешки како нешто што е нормално, да се подсетиме на грешките кои ние сме ги правеле, да бидеме свесни за собствените слабости, за да можеме да разбереме, да поддржиме и да понудиме некакви насоки, совети во зависност од тоа што бара и што очекува детето, за да му помогнеме да ја врати својата самодоверба и да биде посигурно во себе. Постојат разни методи на воспитување, разни родителски стилови, разни стилови на наставниците и професорите и се разбира дека сите нема да бидат адекватни на потребите на децата и на младите. И некои од нив ќе предизвикуваат различни конфликти, прашања, несигурност кај децата и кај младите. Ако се разговара за тоа, постои голема веројатност тие да се надминуваат и да се разрешуваат колку што е можно побрзо и побесполно. Исто така е многу битно да му се каже на децата и на младите дека и возрастните многу често во животот ја губат самодовербата, се чувствуваат несигурни поради некои неуспеси, поради некои настани, случувања кои им предизвикуваат голема болка поради својата здравствена состојба и возрастните паѓаат и го немаат истото ниво на самодоверба, сигурност и мотивација. И дека тоа е приказна која трае до крајот на животот и дека самодовербата ќе паѓа и ќе се враќа и ќе мораме свесно да работиме на тоа, дека е тоа само процес од созревање, одрастање и развивање кое, како што реков, трае до крајот на животот, а не дека се поради тоа слаби, неспособни и сите други негативни коментари и критики кои што може да ги добиет од своите другарчиња, па и од повозрастните членови во една заедница. Работа е на возрастните да ги учат и воспитуваат своите деца и младите луѓе, па според тоа, работа на возрастните исто така постојано да работат на својата самодоверба, на својата свесност, на капацитетот за разбирање, на начинот како комуницираат и на сите слабости кои што ги имаат, за да можат на тој начин адекватно да им помагаат и на своите деца, затоа што семејството има огромна улога во развојот на самодовербата кај децата и кај младите, но исто така голема улога имаат и учителите, наставниците, професорите. Ние возрастните пред се треба да бидеме многу внимателни, да не го штедиме нашиот труд и време и да разговараме колку што е можно повеќе со децата и со младите и да им го дадеме сето она што ние го знаеме, за да можат тие од тоа да земат и да искористат оноку колку што ќе им биде потребно и се разбира тогаш кога ќе имаат капацитет и услови за тоа. Меѓутоа, наша работа на родителите, на возрастните е да направиме се што можеме, да работиме најпрвин на својата самодоверба, на својата сигурност во себе, на својата комуникација, на нашиот капацитет на прифаќање и разбирање, на намалување на очекувањата наспроти она што ни се случува во реалноста, за да можеме на тој начин преку лични примери да им покажеме на децата, а не тоа што го зборуваме да биде сосем различно од тоа што тие го гледаат, доживуваат и ние им го нудиме како слика за себе. Значи, бидејќи семејството, односно возрастните, имаат голема улога во формирањето и одржувањето на самодовербата и сигурноста во себе на децата и на младите, секогаш треба пред се да работат на својата самодоверба и на својата сигурност и со личен пример да им покажуваат на своите деца, односно да им го потврдат она што им го зборуваат. Наместо
да ги критикуваат и заглавени во некои своји рамки, во некои своји очекувања, да ги отурнуваат од себе си, да им зборуваме дека немаме време, дека нема потреба од тоа, дека во наше време било поинаку, дека тие можат сами, дека треба да се снаоѓаат сами низ животот, што се разбира дека е потребно. Меѓутоа, и за тоа има време и место. И за тоа треба да дојде вистинскиот период на созревање на децата, кога ќе можат и искуствено да се носат со тоа. Меѓутоа, секогаш ќе им биде потребна поддршка од родителите и од возрастните. Исто како што и нам возрастните ни е потребна поддршка, совет, размена на искуства од возрастните луѓе. И тоа е процес кој трае до крајот на животот. Затоа, семејството, односно возрастните членови на семејството, треба да работат постојано на себе, на својата самодоверба, на својата сигурност, на својата стабилност. Заради себе се разбира, меѓутоа и за своите деца и за идните поколенија. Јас ви благодарам за вниманието. Ве оставам да размислите во улога на возрастни, дали вие работите доволно на својата самодоверба и сигурност во себе, дали ја имате, односно тогаш кога ќе изгубите, тогаш кога ќе биде на пониско ниво, кога ќе ви биде разнишана од известни причини, дали правите се што знаете, умеете да се вратите назад, да зајакнете својата самодоверба, сигурноста во себе, додека очекувате од вашите деца да го прават тоа. Ние возрастните пред се да се потсетиме колку вложуваме во себе, колку работиме на себе, колку и да звучи тоа како клише, колку сме свесни за своите слабости, а дури потоа да можеме да им помогнеме и на децата и на младите полесно да се носат со предизвиците во животот, меѓу кои се разбира спаѓа и има голема улога самодовербата и сигурноста во себе. Ви посакувам се најубаво до следното видео.